Стадион. Емисија за вашата вистина. Кога капитулира, значи на 9 септември во Бугарија, тие се повлекува, единиците се повлекува од Македонија и замина од Иквешијата, од секаде замина. Тогаш раководството, македонското раководство на главниот штаб, кој имаше главната, како да кажам, спона во вршењето на активностите околу напуштањето на бугарските единици, тие знам има одредени пунктови, па ги претресува, не им дава оружје да носат и така натаму и отидоа. Меѓутоа, тие многу бргу во согласност, се разбира со врховниот штаб на Југославија со Тито, им беше дадена можноста, се разбира со помош на Ѓорги Димитров, им беше дадена можноста да се вклучат од кога во Бугарија се презема отечето фронтовската власт ја зема тие, значи тоа татковинскиот фронт, подобро речено, и они им се дозволува на некој начин, како да кажам, не да се исперат од она што дотогаш го правеле како сојузници на Хитлер и на нацизмот и на фашизмот, но им беше дозволено. Бугарските војски кои влегоа овдека беа само некоја потпора на партизанските единици овдека што беа и тие учествуваа во деловите во Источна Македонија, но за прашањето дали тие учествуваа во Скопје, одговорот е категоричен не. Скопје е ослободен на 13 ноември. Значи, ослободен на 13 ноември, тога се водат борби низ градот, со германците се разбира, и германците се повлекуваат. На 13 ноември, бугарските единици кои што доаѓаат према Скопје се наоѓаат во реонот од прилика, значи не сум го уточнила, ама од прилика не дека кај Миладиновци, кај што е сега рафинеријата, значи у тој реон и тие со радиостаница бараат дозвола од командантот на главниот штаб Михајло Апостолски да влезат во Скопје и тие влегуваат во Скопје. Значи тие нема никакво учество во ослободувањето на градот, ама тотално тој што ќе каже поинаку не ја кажува вистината. Споменавте документ Чушкар, Стојчев, бугарски генерал. Па видите, тоа е една интересна работа. Значи наредниот ден после ослободување на Скопје, како и секогаш, и насекаде после се прави парада, така е. И во Скопје се организира парада. Единиците на македонската војска беа стационирани кај старата железничка станица на улица Македонија. Сега, значи во старата сите ја знаат. Да. Кај што и треба да тргнат единиците на македонскиве војски по улица Македонија сегашно, кај што беше извршен атентат на Киро Глигоров и доваѓа до плоштадот каде што кај официрскиот дом имало направено као импровизирана бина и тамо беше смештено македонското политичко и воено раководство. Сега овие доваѓаат и знаете како е тоа, ги дочекуваат со радост, со цвеќиња, аплаузи, да живе ова, да живе она и така натаму. Но пред да почне да тргнат единиците, едно лице од кај што се наоѓаат единициве за дотерани, спремни за парада, со конј доваѓа до офицерскиот дом и првиот го наоѓа Боро Чушкар, високо лице, да речеме, во единиците тогаш. Рангирано лице во единиците. И тој му се обраќа, вика, друже, вика, Чушкар го знаел. Вика, само што не тргнал, вика, бугарската единица. Оние што дојдоа од кај рафинеријата во Скопје и беа сместени во касарните. И вика, само што не тргнал. Како, вика, што зборуваш? И тој му го зима конјот на овој што го известува и сега јас одека само ќе го прочитам заради тоа што комуникацијата меѓу него и меѓу генералот бугарски. Да, комуникацијата меѓу него и меѓу бугарскиот генерал. Тука на таа бина е Ѓуро Брајовиќ. Значи имаше и Срби во тоа време, као што беше Темпо. Темпо вака попадно само ќе се исфрлам сега, ќе го прочитам ова за она што се случи на Солун. Они настаните на Калето, кога се ослободува Битола на 3 ноември. Значи Битола е ослободена од единиците, Темпо е тамо присуден
и на 3 ноември се Темпо држи говор на широк сокак во некоја од тие куќите што се на широк сокак на балконот. Каче на балконот и држи говор. Темпо извонредно добро ја познаваше состојбата во Македонија. Но мора да кажем и тоа дека кога дојде тој во Македонија, тој не најде на здрава основа. А не е точно дека Тито, Темпо направиле или не сменемале ние партизанско движење? Не, па како ќе дојде тој? Треба некој да го прифати, треба некој да го храни. Тој во илегала ето, ние ќе се шетаме сега натаму нааму. Ова да го прочитаме затоа што нема уште многу време. Еве сега ова, значи интересно што се случува кога овој генерал Стојчев сака да маршира во, а оној што прв ќе влезе во главниот град. Да. Тој е и ослободител. Еве вака накусо е ова е кусо. Вика рипнавме на конјот Ѓуро и јас, Брајович, тој Ѓуро, значи ово е јас е тој Боро Чушкар. Му придовме на најстариот по чин офицер. Тут беше командант на дивизијата и по чин беше генерал мајор. Сув, слабичок, жолт како лимун. Му придов и го прашав, знаеш ли ти дека ова не е твоја царска Бугарија? А овој веќе само што не тргнал, значи буквално во таа смисла. Знаеш ли ти, генерал, дека се наоѓаш во Југославија? Му кажува Чушкар. Знаеш ли ти дека ние војуваме против вас 4 години да ви е мајката фашистичка? Кој му каже? Знаеш ли ти протуво една бугарска дека ако направите уште еден единствен чекор кон градот дека ќе наредам на вас да се пука од сите оружје и орудија што ги има во градов? Се влечете како лешинари позади нас и јавувате преку радио како ја ослободувате Македонија. Каде вие испаливте метак за ослободување на Велес и Скопје? Да ви е мајката. Уште сосема кратко, што дава за право така огавно и подло да лажете себе и светската јавност? Сместа во овој момент да наредите војската да се сврти налево во круг и сите да се вратите во касарните од каде дојдовте. Дали разбравте, генерале, со нас немаш шега? И има потоа уште дека го држи за вратот генералот и го тресе. Вака да завршуваме. Можно ли е сепак, не мора да биде бугарскиот фашистички окупатор, може ли да се употреби по мек вокабулар во учебниците, например, како турците наместо османлиско робство, владење? Може ли да биде монархо-фашистичката власт? Некој компромис? Видите, може и тоа да биде. Кога зборуваме фашистичка Бугарија, никој од нас историчарите не мисли за покасниот период. И за бугарскиот народ. Тоа се луцира 1941 и 1944 година. Не станува збор понатаму. За Михајлов, со него да завршиме, почнавме да завршиме Калето и Коледето и ова што го вели Радев стои да се прогонети, затоа можеби треба да кажеме многу повеќе, ама еве една реченица и за Михајлов неговото доаѓање после завршувањето, после капитулирањето на Бугарија и обидот да формира македонска независна држава. Причина за Калето, значи, што во новините испадна како божично клање, е она... Крвавото коледе, да. Крвавото коледе, е она говоранција на Светозар Вуквановиќ Темпо во Битола. Тој таму првпат ја кажува дека ние ќе одиме на Солун. Тој многу добро ги познаваше состојбите во Егејска Македонија со македонци, таму представува, таму беше формирана втората македонска бригада во Фуштани, селото Фуштани. Понесени од овие ваквите кажувања на Темпо, меѓу борците се тоа слуша, иако немало сега и многу лесно на интернет, на социјалните мрежи за 2 секунди добивате информација, но тоа се пренесува и... Че инспирацијата е македонска, не бугарска. Апсолутно, за на Солун. Кој знал за... Биле малтретирани се бугари, така? Или тоа не, апсолутно, тука нема ништо, тие протестираат. Јас колку што знам дека во Скопје нема никакви жртви. Апостолски им придува на групата, командант беше на артилериската бригада на Никола Минчев, ако се сеќавате. Да. Тој беше и председател на собрание, брат му Александар Минчев. Брат му беше командант, него тормозеа комунистите, дали дека брат му беше Никола Минчев, еден активен учесник во Втората светска војна од Тиквешијата и така натаму. Јас знам за 2 смртни случаи 3 или 4 дена после тоа во Штип.
Значи, затоа што бунтот се случува и во Скопје и во Штип истовремено. Ама жртви тоа не. Тоа. Михајлов доаѓа во Македонија. Ајде кратко со тоа да заврши. Михајлов, значи ја спомнав дека тој е по природа страшливец. Германците кога се повлекуваат со трупите од Егејска од Солун, тие заменуваат нагоре, тие пошто потоа настојуваат да се стационираат и да се предадат на западниве сили, не сака на русите, не сака на русите. Тие направија, германците направија и последен обид да инсталираат во Македонија друга власт, Ванчо Михајлов да го донесат. Ванчо Михајлов го носат они со авион во Софија, потоа од Софија тој доаѓа во Скопје, седи неколку дена и тој ја гледа состојбата. Се стрекава со некој од партизаните или? Не, со партизаните не таму работа. Ти веднаш ќе го фате и ќе го ликвидира, него со таа група што беа поддржувачи негови, кои што комуницираше, како ви реков, Чкатро, Ѓузелов, Китич, Светиеви, Куртев, значи овие што ги спомнав на почетокот, и тие му кажуваат дека е невозможно да се нешто направи со Македонија, бидејќи се е веќе поклопено и фатено од македонските комунисти и патриоти. И тој се враќа назад и Тука завршува неговата приказка. Приказката е интересна и кога престојува во Рим. Многу луѓе се прашуваат зошто југословенските и македонските служби не го ликвидираа. Или барем да го екстрадираат тука. Кој го штитеше? Па, моите сознанија говорат дека и нашата удба малку го штитеше, затоа што добиваше сериозни информации од него. Корисен е бил. Корисен. Покасно, значи, по војната се уфрлува луѓе на Ванчо Михајлов во Македонија со летоци едно да се расфрлаат овдека низ Македонија. Службите наши тоа го знаева, па дури ги пратеа, значи буквално ги пратеа, кај фрлаат, ги осозна јатаците кои се на таа група, мислам дека беше 4 или 5 души, кога се враќаа преку Албанија, преку Западна Македонија, Албанија и да заминат за Италија, повторно кај Ванчо Михајлов, службите им го чистеа патот на овие што им го, за да не настрадаат, меѓутоа кога стигнаа во Италија, самите тие ги ликвидира, бидејќи беа убедени како може да се иде тамо 2 недели да фрлате. Дека се предавници и да преживеат. Дека се врбовани, во таа смисла и они ги ликвидира. Стадион. Емисија за вашата вистина.